Јавното здравство троши се повеќе пари, а дава се помалку услуги, покажа истражувањето на Центарот за граѓански комуникации за јавните набавки во здравствениот сектор во периодот од 2015 до 2024 година. Според истражувањето, трошоците за јавни набавки во здравството во последните 10 години се зголемиле 2,5 пати, односно од 126 милиони евра во 2015 на повеќе од 315 милиони евра во 2024 година. Најголем раст на вредноста на јавните набавки е воочен кај клиниките и болниците, а во исто време бројот на прегледи во вкупно 55 клиники и болници е намален за 14%, а на болнички денови за 24%. Сабина Факиќ, која работела на ова истражување, во изјава за Канал 5, вели дека се отворени сериозни сомнежи дека јавните набавки се користат како канал за финансиско извлекување средства, наместо како инструмент за унапредување на здравствената заштита. Постои огромен јаз помеѓу вредноста на потрошените пари и услугите кои им се дадени на пациентите, што кај нас отвара сомнеж дека постојат зголемени ризици од злоупотреба на овие средства, односно дека парите или набавените средства всушност не се потрошени реално за пациентите и за нивните услуги. Факиќ објаснува дека со истражувањето се воочило дека тендерите за набавка на реагенси и тестови, кои достигнуваат и до 29 милиони евра, во најголем дел се само формалност, бидејќи се спроведуваат за веќе одбран апарат, што значи дека уште пред да почне постапката, јасно е кој ќе го добие тендерот. Се надеваме дека овие сознанија кои доаѓаме прво ќе им послужат на јавните здравствени установи, на надлежните институции, како на Министерството за здравство и за Фондот за здравствено осигурување, да направат една длабинска анализа и во иднина кога се дискутира и се разговара за толку зголемениот обем за набавки, да се види и да се прави некаква споредба со индикаторите, колку услуги се дадени и слично, не да се овозможува ваква, да кажам, бахатост и злоупотреба на јавните пари. На второ ниво се разбира дека се надеваме дека можеби јавното обвинителство би се заинтересирало за поединечните случаи. Истражувањето открива дека од 110 здравствени институции, дури во 23 нема ниту едно лице со положен испит за јавни набавки, што е спротивно на Законот за јавни набавки.